Во ова видео ве носам на мистичниот рид Пилав тепе да го истражиме храмот посветен на конј, единствениот храм во светот од таков вид, и изгледате го видеото до крај затоа што имате бонус. Одиме во една пештера на врвот на Пилав тепе во која што само неколку луѓе влегле во изминативе 1000 години. Внатре најдовме и нешто многу интересно. Изгледате го видеото до крај. Здраво живо, јас сум Димче и добродојдовте во уште едно мое видео. Овој пат одиме на една мала авантура со мене, односно на овој рид зад мене кој што е наречен Пилав тепе, а на него се наоѓа единствена во светот гробница или храм посветена на конј. Имено тука некаде во подножјето на овој рид, сега ќе го однесам таму, има остатоци од храм од кој што е откопан само еден единствен конј, кој што бил богато украсен и закопан на средина од тој храм. Околу главниот храм се наоѓале уште два објекта кои што го чувале тој храм. Значи, самиот рид, самиот објект даваат една светлина на ова место, мистична светлина, затоа што нема храм кој што е посветен на конј или гробница на друго место. Има гробници во кој што својот сопственик е закопан со конјот, меѓутоа место каде што има само конј закопано е единствено во светот, се наоѓа тука под овој рид кој што е наречен Пилав тепе, и има остатоци од многу градби тука во околината, меѓутоа овој храм е најинтересен и затоа се решив да го посетам. Па ајде одиме во една мала авантура да го најдеме тој храм и да видиме што ќе ни каже овој рид или оваа планина и да раскажеме приказната за конјот од Пилав тепе. Се наоѓам на место на кое што е откопано, на кое што се откопани остатоци од конј. И што е толку чудно за ова место? Ова место некогаш било цел еден храм, односно ова била градба, камена градба, односно цел овој објект бил направен само за еден конј. Замислете, тука е пронајдено само остатоци од конј и ова е единственото место на светот каде што е направен цел еден храм само за да се закопа еден конј. Што било толку посебно во овој конј? Ако било ова од некој владетел конј, некој многу богат човек, тогаш логично и тој да биде закопан со него. Меѓутоа, овој храм е направен само за конј, односно е направен, не само што е направен овој голем храм, направени се уште два помошни објекти во кои што би имало луѓе кои што би го чувале овој храм. Нели е сето тоа многу чудно и мене ме интересира што е толку посебно во овој конј, каков бил тој конј. За жал археолозите освен конјот имаат откопано и неколку други работи кои што биле со конјот како наметка, како узди, како некои метални работи, меѓутоа нешто поскапоцено не е најдено, барем не јавно. Меѓутоа овој храм стои како сведоштво на единствениот храм во светот во кој што е закопан конј. И кој што е направен специјално за да биде закопан еден единствен конј. Значи остатоци други коски не се пронајдени, ова место е целосно истражено, пронајден е само остаток од конј. Замислете го вие сето тоа. Неверојатна приказна, неверојатно место, заслужува барем една табла и некој да може да раскаже оваа уникатна, неверојатна приказна за храм кој што е направен само за еден конј. Се надевам дека ви беше интересна легендата или храмот на конјот, единствена во светот. Замислете, остатоците од конјот се наоѓаат некаде по музеите и се надевам дека ќе ги најдам и ќе ги снимаме. А сега одам на овој рид горе да го искачиме и да пронајдеме една мистериозна пештера која што во минатото се користело како храм или како светилиште. Пештерата е тука некаде.
Ајде одиме, прв пат одам во таа пештера, се надевам дека ќе ја најдеме и да видиме внатре дали ќе има остатоци од праисторијата, дали има нешто воопшто останато и секако останува да видиме. Па ајде одиме на една мала авантура да истражиме и таа пештера, доколку имаме среќа да ја најдеме, ако не, ве носам на прошетка на овој пирамидален рид, наречен Пилав тепе, или место кое што изобилува со историја, изобилува со остатоци, изобилува со неверојатни работи, од приказни до стари храмови за коњи, до се има тука, до обработени карпи, до пештери кои што и користеле како храмови, до не знам до што се има на овој рид. Мислам дека тоа е поради формата, затоа што некои претходни цивилизации ја користеле пирамидалната форма како место од каде што може да црпат енергија или како свети места. Па да одиме сега нагоре да видиме, да пронајдеме и таа пештера. Ајде идете со мене, нека не ве страв, ве носам јас, безбедни сте. Ајде одиме. Ајде сме веќе поприлично високо, се качуваме на врвот. Бараме наводно некоја пештера, не знам дали ќе најдеме. Затоа што одиме на слепо, ни кажаа дека освен храмот на конјот, гори има некоја интересна пештера, па одиме и незе да истражиме и да го видиме врвот. Се доближуваме до врвот. Многу е стрмно нагоре, не знам дали ќе успееме да се качиме, да ви покажам. Ајде сме блиску до врвот, па да видиме што има горе на мистичното Пилав тепе. Ајде одиме сега, уште малку имаме да се искачиме горе сме. Гледате само височината. Преубаво, меѓутоа е малку напорно. Ајде одиме да видиме што има горе и дали ќе ја најдеме таа мистична пештера. Пронајдовме многу интересна стара пештера на врвот на Пилав тепе, па ајде одиме да истражиме, да видиме што има внатре. Ја баравме можеби 1 сат по карпи, по не знам, се испреморивме, меѓутоа ја пронајдовме и мислиме дека е пештера која што се користела во праисторијата, а можеби и служела како светилиште.
Пајде да влеземе внатре и да видиме што ќе пронајдеме. Ви благодарам што го изгледавте ова видео. Поздравувам од овој пирамидален рид, наречен Пилов тепе, и ви го посакувам секое добро. Не заборавајте да се претплатите, ако сте во можност да станете членови, да го поддржите Сонцогор. Ви благодарам од срце за тоа и се гледаме во некое мое наредно видео.